Неодамна во Скопје се одржа првото инклузивно соаре, моден настан на кој што беше промовирана модна линија Zen Futurus наменета за лица со попречености. Овој настан беше вистински спектакл и место каде што беа измешани безброј емоции. Па еве откако оставивме време емоциите малку да слегнат, дојдовме да го посетиме Сдруженијето Equality и да поразговараме со Гере Трипков, главниот иницијатор на ова случување, кое што отвори нови врати и нови хоризонти во светот на модата, но и на сите нас да бидеме посвесни за потребите на останатите. Гере, добро утро. Добро утро Ирена, добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Пред се честитки уште еднаш за феноменално организираниот настан, за успешна реализација на една идеја која што по многу нешта е уникатна и авангардна. Како што споменав, емоциите беа на вистина изразени до максимум кај сите и кај учесниците и кај луѓето кои што беа тука во публика, па еве сега откако малку слегнаа работите и впечатоците, колку сте вие задоволни од она што успеавте да го создадете? Презадоволни сме, мислам дека направивме еден настан кој што ја исполни својата цел. Односно, покажа дека лицата со попреченост можат да бидат еднакви, да бидат со благородна мисија и таа мисија гордо да ја пренесат на сите присутни и едноставно да покажеме дека ние сите имаме потенцијал да го спојуваме општеството околу убави и хумани нешта. Целта, освен тоа што беше да ја подигнеме свеста генерално за лицата со попреченост, нивните способности и нивната афирмација, беше да ја представиме првата прототипна колекција на Zen Futurus, како што кажа компанијата, социјално-општествената компанија која што ја основавме пред скоро време и која што ќе има за цел да произведува адаптирана облека, нешто што е новина во светот. Постојат компании кои тоа го прават, меѓутоа ние сакаме да го направиме уште подобро, со директно вклучување токму на оние таргет целни групи кои што би ни помагале да ги развиваме тие прототипи и да станеме еден од поиновативните брендови во светот. Зошто е потребна таква адаптирана мода? Потребна е заради тоа што лицата со попреченост имаат различни моторички функции, различна способност. Дали во смисла на фат, дали во смисла на пократки екстремитети кои им го отежнуваат нивното дотерување, спремање. Понекогаш знае тоа да биде доста голема фрустрација за нив. Еве, јас сум лице со попреченост и понекогаш навистина се бориме со облеката, што имаме широко достапната облека која имаме на пазарот. Нашата цел е преку овие типови на парчиња кои што ги адаптираме, затоа се вели адаптирана мода, ги адаптираме на нивните конкретни потреби, каде што имаат, нели, некоја потреба да се скрати ракав или да се додаде магнет место копче каде што полесно би се облекувало, при тоа да се изгледа убаво, пријатно, нели? И со тоа го подобруваме нивниот квалитет на живот, им го леснуваме функционирањето и правиме или се, нели, сме дел од процесот на на подигнување на квалитет на живот, на нивното здравје, што е исто особено важно, како и за поголема нивна независност. Не само нивна, туку и на нивните родители или асистенти кои што понекогаш им помагаат во случаи каде што тоа не можат сами да го направат. Поканивте и соработувавте со неколку креатори. Како тие реагира на идејата и на предизвикот да создадат мода која што е специјално наменета за лицата со различни видови на попреченост? Какви беа нивните емоции во процесот на изработка на моделите? Доста интересно, мора да кажам, заради тоа што во првиот момент кога ги контактирав најпрво Ена е Ена Зафировска Трајкова, која што е од почетокот на овој проект заедно со мене и беше доста голем предизвик да почнеме веќе да ја креираме колекцијата, не да правиме само одредени прототипи. Во самиот процес веќе кога почнувавме да се гледаме со овие лица, да, во ревијата учествува 31 лице со попреченост од целата територија на Македонија за различни типови на попречености. Сакавме да застапиме, за покажеме дека колекцијата нели е соодветна на и
потребите нивни, меѓутоа и дека е возможно да се направи адаптирана облека која што е по специфични мерки, индивидуални мерки. И се сеќавам дека Ена баш уште на почетокот ми делуваше малце збунета, меѓутоа како поминуваше времето, веќе навлеговме во тоа, во директна соработка со моделите, потоа ни се приклучи и Сара Величковска, така да веќе беше многу полесно. Земавме мерки во првата фаза, потоа седнувавме, разговаравме за тоа како ќе изгледа целиот процес, разговаравме за нивните потреби, правевме еден скен на состојбата нивна, физичка, во поглед на способности, какви потреби имаат и слично. И потоа веќе беше многу полесно, работевме напорно 6 месеци за да се случи оваа колекција и мислам дека направивме една прекрасна ревија и да, и гледачите сами ќе забележат. И учесниците прекрасно изгледаа на сцена, очигледно дека уживаа во таа нова улога, да бидат модели, да бидат презентери на тие модни адаптирани парчиња. Веројатно и тоа беше еден посебен предизвик да се извежба таа кореографија, да се ослободат, затоа што многумина од нив за прв пат застана пред толку многу објективи, пред толку многу рефлектори, пред толкава публика, а сите одлично се снајдоа во таа улога. Да, јас мислам дека не беше толку комплицирано тоа да се изведи, едноставно требаше да се посвети малце повеќе време, што ние си ги знаеме дечките, другари и другарките наши од заедницата, така што работевме со нив директно индивидуално, за да можеме прво нели да им покажеме за што се работи, како тоа изгледа, каков е процесот. Потоа ги поканивме на лице место да го осетат просторот каде што ќе се одвива настанот во Музеот на современа уметност на терасата. И потоа имавме уште неколку средби за да стигнеме до денот на припремите, каде што веќе индивидуално еден по еден работевме што би можел, како би можел, нели што би можел да покаже. Поентата цела ни беше тоа да биде во еден позитивен дух, да не биде типична модна ревија каде што они ќе излезат, нели ќе парадираат и ќе се вратат назад во бекстејдж, туку едноставно да имаме една поинаква енергија на повисоко ниво. И секој ја докаже и ја покаже својата индивидуалност. Имавме луѓе нели кои што пленија со самото свое со самиот свој изглед, некои со своја реакција, некои со танцување, некои со некој специфично движење при облекување, соблекување и движење, а при тоа имавме исто така и доста убави помагала. Имавме и моторни колички, имавме едно помагало кое што за прв пат е видено кај нас, кое што служи за луѓето кои што имаат нели одземено чувство во долните екстремитети да можат да се движат во исправена положба. Значи тоа Марија прекрасно го долови. Имавме луѓе со Даунов синдром кои што излегоа исто така, значи направија, мислам дека една експлозија на емоции кај сите што беа присутни. И како што знаеш, бидејќи ти ни беше наш гостин, 45 минутен аплауз е не секојдневна работа за било каков настан. И сосема заслужен 45 минутен аплауз. Креациите што беа носени на ревијата од страна на овие 31 манекени манекенки се практично и подарок за нив и верувам дека со посебно задоволство и многу гордо ќе ги носат на разни настани. Да, дефинитивно. Целта за првата колекција беше да овозможиме на нашите сограѓани да ја имаат тоа чувство дека тие се првите во редот и се обидовме и создадовме, односно прибравме донации за таа цел, за да ја направиме оваа прва колекција и тоа беше многу успешна мисија за нас. Така што го заокружуваме целиот процес на првата фаза на развивање на овој бренд како прототипна колекција која што во целост ќе биде подарена на нив, околу 100 парчиња се тоа, секој од нив 30 комплет на облека, а за нас е тоа искуство кое што понатаму ќе го развиваме, нели, и ќе ни дозволи понатамошно развивање на прототипите и на интегралните механизми кои што ќе користиме во рамки на колекциите и понатамошно развивање на колекциите во насока на тоа да имаме една официјална светска колекција која што ќе биде веќе официјално презентирана наредната година на светскиот пазар.
Гере, уште еднаш восхит, респект, честитки за идејата и за промоцијата на оваа нова колекција. Zen Futurus посакуваме да стане македонски бренд за кој што ќе се зборува и ќе се слуша, а и ќе се носи насекаде ширум светот. Благодарам, Ирена. Нема назад, секако. Ние сме посветени на оваа идеја и на овој убав проект. Така што, да, нашата цел е да го менуваме квалитетот на животот кај оваа огромна популација од 20% на лица со попреченост и ви благодарам што секогаш не проследувате со почит и внимание.